Здраво, ова е подкастот Каде се парите, а јас сум Горан Теменугов. Во оваа епизода тема ни се случувањата на домашната, но и на светските берзи. Час акциите растат, час паѓаат, но веќе известно време сведоци сме и на рекорден раст на еден многу значаен берзански индекс, американскиот SIP 500 или Standard & Poor's 500. На светските берзи растеше и цената на среброто, што е знак дека реалниот сектор, индустријата, добро работи. Од друга страна, не стои лошо ниту македонската берза. Иако има мал број играчи, сепак има солидно тргување со акции. За берзанските случувања, за тоа каде да се инвестира и пред се зошто да се инвестира во акции, а не во другите начини на оплодување на парите, ќе зборуваме со нашите гости, а тоа е Стефан Степановски, здраво, Добар ден. и Сашо Дракуловски. Добар ден. Значи, двајцата се од иста компанија, тоа е брокерската куќа Eurohouse. Одма да објаснам зошто сте вие повикани. Вие минатата 2023 година бевте најуспешна брокерска куќа на која тргуваше на македонската берза, па тоа е условот зашто ве повика вас, а не некои други брокерски куќи. Ајде да одиме со она што е најинтересно во моментов. Морам да напоменам дека подкастов се снима 2 дена пред емитувањето и се уште не е отворена берзата во Њу Йорк, која што е репер за светските случувања, но гледаме дека деновиве некако во црвено беше берзата во Њу Йорк, главниот индекс. На што се должи сето тоа? Зошто после еден голем успон, еден рекорден раст, сега одеднаш имаме црвено наместо зелено? Берзите нормално е да, пример, одат нагоре, после некој време да одат надоле. Така тоа им е работа. Самите берзи се еден совршен финансиски пазар кој што реагира на разни податоци. Дали се тоа макроекономски, дали се тоа при секторски податоци, каде што одреден сектор паѓа или па не знам расте или па доживува експанзија. Така да ова што се случува секојдневно на самите индекси нагоре надоле, тоа е нормална работа и за нас професионалците е секојдневие. Бидејќи ако нешто оди нагоре цело време, значи нешто не чини. Значи нормално е да вакво има одредена корекција. Посебно што го спомнавте S&P индексот, тој сега е на, да речем, историско највисоко ниво. Но, меѓутоа, ако се види наназад годините, тој имал и години каде што бил негативен. Така да, во суштина, тој е еден добар репер, но меѓутоа не е само тој. Значи, да, но еве на некој што е лаик, вие работите со берзи, да напоменам, вие тргувате и на домашната берза, но тргувате и во странство. Да. Значи ќе зборуваме и за тргувањето во странство, значи ќе зборуваме како јас, на пример, како индивидуум, дали може да купам акции од некоја компанија и да бидам горд собственик, на пример, на Microsoft, која што е највредната компанија, светска компанија, дали би можел да купам, но тоа понатаму во подкастов. Ме интересира синоним за здравоста на њујоршката берза и на американската економија беше индексот Dow Jones. Значи тоа е синоним и кога ќе паднеше тој сите се потресувавме, но сега некако на површина испливува еден друг индекс, тоа е она што го викаме SIP 500, односно Standard & Poor's 500, кој што грубо гледано се разликува од Dow Jones по тоа што во Dow Jones се 30 компании, односно влегуваат, но генерално акциите на 30 компании, а додека во вториот индекс е 500 компании. Но дали е само таа основната разлика и зошто го гледаме сега овој индекс со 500 компании? Значи, главната разлика помеѓу нив е онаа секторска изложеност. Пример, во S&P 500 околу 30% од акциите или да речеме компаниите се од IT секторот, технолошкиот сектор. Значи, првите 15 компании кои што го сочинуваат тој индекс, од нив се 11 IT компании, као што се Google, Apple, Microsoft, Nvidia и во слично. И сега тие се во еден вид, да речеме, експанзија, која што во последниве години по две има огромни растови. И заради тоа S&P е во доминантна улога врз, да речеме, Dow Jones. Додека таму 30% се оние да речеме индустријски компании, како што е Caterpillar. 30 компании. Има да речеме 30 компании, ама нивната секторска изложеност 30% индустријски компании се кои што се пример Caterpillar, Boeing. Тоа се компании кои што се од да речеме индустријски сектор, кои што немаше таков раст изминативе година-две. А
посебно кога се очекува рецесија или кога има најава на некоја рецесија, тој тип на компании стагнираат или па паѓаат. Сега, ако расте, кој е битно да го гледаме, кој индекс да го гледаме за реалната економија дали добро стои? Односно, дали имаме повисоки вработувања, пониски, што да очекуваме, дали ќе се врти бизнисот или ќе реалниот бизнис. Не зборуваме играта со акции на берзите, туку зборуваме за реалниот бизнис. Кој индекс да го гледаме? Dow Jones. По мене е постабилен и пореален, заради тоа што има поширока дисперзија и поголем континуитет на едни исти компании, бидејќи во пример Nasdaq има почести промени на самите компании. Третото Nasdaq е сосема... во Nasdaq S&P. Значи исто има почеста промена на самите компании кои што се дел од индексот. Така да реално Dow Jones е постабилен во смисол на подолгорочно се самите компании кои што се дел од индексот. И затоа самото вреднување е да речеме реално. Додека во S&P некои компании влегуваат, некои на пример излегуваат. Значи има таму некои критериуми како се влегува во S&P 500, треба да има минимум 15 милиарди да речеме долари капитализација, потоа треба да има минимум неколку квартали позитивни извештаи и слично, и така да многу полесно се влегува во тој индекс. И Dow Jones е многу постар индекс, значи многу по, да речеме, долги години функционира. Во суштина Dow Jones е онака кралицата на индексите, у суштина е престиж да се биде во него и е некој показател онака дека нешто е добро или нешто не е добро. Дефинитивно. Добро. Пред да преминеме со вашиот колега малце за македонската берза да збориме, уште едно подпрашање, иако ќе го разговараме тоа во подосна во подкастот. Злато или сребро, во што да тргуваме сега, што да купуваме? Злато и сребро се за, да речеме, заштитни категории. Значи јас лично повеќе сакам акции, например, динамични ми се, иако златото е злато. И ако веќе се бира меѓу нив две, златото дефинитивно, и ако се види историски гледано во пример последниве години, самото злато е секогаш подобро. Така да ја би вложил злато. А не во сребро? Сребро не. Немаме потреба двете. Значи тоа е исти тип на, да речеме, благородни метали, така да јас би одбрал злато. Да, ќе објасниме понатаму зошто во злато и зошто среброто растеше, но сега доаѓаме до онаа прашање македонската берза. Првото прашање е дали живнавме малце последен пат кога активно јас како новинар ја следев беше 2008-2009, односно оние пораст огромен на берзата и крахот што го доживеа берзата, каде што добар дел од граѓаните, обичните граѓани што сакаме, не оние што се многу економски едуцирани, и се изгореа. Сега каква е состојбата после 2008 година? Се поправи, заживеа? Што можеме да кажеме за македонската берза? Дали е сериозен играч? Македонската берза, значи после 2008 година, во тој еден период каде што луѓето беа неедуцирани толку, ги вложуваа своите средства, малце настана фаза на еден вид бабл, што го викаме во нашата бранша, но во последниве години доста е во понапредна ситуација берзата. Мислам дека многу трезвено веќе се вложува, луѓето се поедуцирани, повеќе може да вложат во компании каде што има добри дивиденди, добри растови, добра, мислам, кај што ги пратат компаниите економијата каде што се прати, така да мислам дека е многу подобро него што беше порано. Спомнавте бабл, односно меури што би сакале да го кажеме, тоа е нормална работа при берзанското тргување. Да. Тоа не е измислено во Македонија, не е прв пат, не се случи во 2008 година, некаде според некои статистики еве што на секој 10, 15 до 20 години се случуваат и во Америка, односно берзата за одреден тип на акции се дуваат, па се издишуваат и доаѓа на некоја нормална вредност. Значи не е тоа толку непознато. Да. Во овој период е доста се променети работите, повторно ќе кажам. Од намалувањето на каматните стапки, луѓето често ги повлекуваат своите депозити од банките. Имавме доста голем проблем кај што не беа едуцирани луѓето и единствен начин им беше да ги чуваат средствата во банки. Значи, во последниот период доста луѓе се запознаа со акции, значи што значат обврзници, имаме повеќе алатки каде што можат луѓето да купуваат, да тргуваат, така да мислам дека ситуацијата е многу подобрена и регионално сме една од подобрите берзи.
Спомнавте вие сега тргување со акции. Многу интересно е тоа што ние како граѓани повеќе веруваме на континенталниот дел од економијата припаѓаме, сакаме во банка да ги ставиме на сигурно да се оплодува со 1-2% камата, додека на пример американската економија или јужнокорејската многу сакаат да играат на берзиони не штедат, они играат оплодување. Има ли доволно компании што се примамливи за да има дивиденди, односно принос на акциите? Во Македонија може ли да биде развиен пазарот во суштина? Може да биде развиен пазарот, но во моментов се тргуваат значи компании од МБ10, додека во 2008 година се тргува и другите компании кои што немаат дивидендни приноси, така да во овој момент се моje мислење дека најголемиот дел се тргуваат акциите од МБ10, каде што се приносни, каде што може да на годишно ниво добра дивиденда заработат луѓето, да имаат добар поврат. Ајде да им објасниме на сите што не пратат, мислам дека не им е јасно на поголемиот дел од гледачите што значи сето тоа. Значи секоја акција, не секоја акција носи дивиденда, некои нема дивиденди и тоа треба да се следи политиката на компанијата дали дели дивиденда. Што значи у суштина дивиденда принос по акција? На пример ќе земеме една акција од 10.000 денари дека чини, колку и имаме 6-7% дивиденда. Што значи сето тоа? Секоја компанија има различна политика на успешност, значи зависи од годината, зависи од претходните години, зависи капиталот што го имаат во компанијата и се одлучува на акционерско собрание колкав ќе биде влогот, дали ќе реинвестираат од средствата, дали дел ќе задржат назад, така да секоја компанија има различен начин на работа. Во принцип, подобрите компании, како од индексот МБ10, комерцијална Алкалоид, значи ќе ги споменам тука и другите, не знам, Македонија Турис и останати, тие се компании кои што во последниве години Тутунска банка редовно исплаќаат дивиденди, каде што се интересни за самите клиенти. Значи не е само тргувањето, туку и дивидендата. Што значи и самата компанија, дали менеджментот вложува во незе, дали верува што се работи, дали развива странски пазари. Што значи точно дивиденда? Зошто да би трчал по дивиденда, а не би трчал по камата во банка? Бидејќи дивидендите се многу поголеми во последно време, бидејќи се развиваат компаниите и природно се развиваат во добар правец. Значи зголемување на самите компании кроз овакво ние мислиме дека е добро секоја компанија да дели поголема дивиденда, што е подобро и за самите малите акционери, каде што би ги вложиле своите пари, место во банка да ги чуваат за не знам одреден процент на каматна стапка која е доста мала. Ви спомнав 10.000 денари една акција вреди, приносот е 6 до 7 дивидендата. Значи колку би заработил у суштина и како би пресметал? Како да знаат оние што не пратат сега дали им се исплати или не им се исплати? Значи на 10.000 е просто 6%, мислам 600 денари би добиле на годишно ниво. За една акција. За една акција, да, би добиле 600 до 700 денари, како што кажав, 6 до 7%. И тоа значи ќе биде добивката и треба да се спомне. Тоа ќе биде, да. Има ли други трошоци што треба да се во денари се тргува во Македонија, значи денарот е стабилен последниве години, тоа е добро за граѓаните, значи немаме инфлација како во Турција или не знам останати земји. Стабилна е доста берзата. Повторно ќе повторам дека статистички гледано ние ги пратиме и останатите пазари, ние сме едни од подобрите пазари македонскиот пазар. Регионално зборам. Сега доаѓаме до онова прашање како да се решам за која акција, треба да гледам приносот колкафе и знам дека не смеете да ни препорачувате за кого да не советувате, но што акции да купиме ако сакаме да инвестираме, што да гледаме у суштина, само дивидендата и да знае и вториот елемент е дали имаме некои други трошоци околу дивидендата, треба ли да платиме даноци и сето. Претходно постоеше даночното оданочување, но беше имавме ослободување. Значи од прошлата година се воведе дека треба во рок од 2 години ако ги чувате акциите нема да платите данок, но ако ги купи продај правиме кој што прават луѓето, ќе се оданочи со 10% на добивката. Значи ако сте купиле по 10.000 примеров ќе озееме што кажавте, сме заработиле, сме ги продале на 11.000, ние имаме 1.000 денари разлика, значи на добивката на 1.000 денари
ќе платите 10%. 10%. Но тоа е при продажба. Но ако се чуваат како Ако се чуваат во рок од 2 години, нема да се плати. ако се сака да се продаде, но не мора да се продава, така може да си се чуваат да и чуваме. само да си се игра со дивиденда, некој не сака да тргува. Има дивидендна, има значи данок на самата дивиденда, тоа е 10%. Така да тоа го исто да речеме физички лица, правни лица и тие имаат исто данок при самата дивиденда. И да напоменеме, тоа е доста мал данок за разлика од соседните земји од другите, така да мислам дека е во ред таа политика што се води моментално. Во други земји мислам дека е 30% И до данокот на 30-35%. самата дивиденда. Да. Еве, приносот е сега грубо пресметувам на памет, приносот ако е 6%, 10.000 денари ако вреди акцијата, јас со приносот некаде ќе ја вратам за 16-17 години, вредноста на акцијата ќе дојдам на нула. Тоа што сум го инвестирал, јас само преку дивидендата ќе си ја исплатам. Се што после тоа акцијата вредноста ми останува чисто таа некоја математика. Така е. Дефинитивно значи не е само приносот кој што се остварува од значи дивиденди, туку принос и од раст на цената, што е исто многу битен. Затоа кога се бира компанија, не се гледа само дивидендниот принос, туку и потенцијалот за раст на самата компанија. Значи многу е битно ние да видиме дали таа компанија ќе има раст во иднина. Значи доколку има раст нејзиниот бизнис, тогаш дефинитивно акцијата е добар тип за да се купи. И затоа сега секаде кај што ќе прочитаме некој од раководството или собственикот или доминантниот акционер купил акции од својата компанија, сите одма гледаме во текстовите, например на порталите, вклучувајќи ги на нашиот pari.com.mk, тоа е добар знак дека се верува во бизнисот и штом купуваат они, треба, и тоа купуваат по 100 акции, не купуваат 1000, 2000, 3000, сето тоа, иако можеби 100 во промили 100 акции да се изна во однос на вкупниот број акции што се издадени од компанијата, но 100 некаков сигнал. Тоа е вообичаено во светот или само кај нас тоа е сега некако да ги да се зајакне инвестирањето? Видете, пак од една страна е добра порака, без разлика, они законски мора да објават и една акција да купат, мора да се објави, така да тоа е нивно право, дали купиле 100 или 1 или 1000 што викате, така да мора да го објават. Тоа е сега како ќе го тумачат инвеститорите, тоа е друга работа, така да секако е добар сигнал. Секако е добар сигнал. Самите веруваат во самата компанија на таа цена. Сега да ве прашам, има ли уште шпекулативното тргување на нашата берза? Не, да си играме со јас мислам дека нема. Дека е намалена од после 2008, мислам дека тоа е доста сведено на минимум, бидејќи колку е да е шпекулативно, луѓето не веруваат веќе во вистински работи што се опипливи. Знам, се сеќавам во 2008 ќе се прочуеш таа компанија ќе расте акцијата и тоа вака одеше, како пламен се ширеше, како на керозина искра да ставиш и тоа одма се шири. Сега го има тоа, се забележале некои обиди нешто? Не, со таков жар не, како во 2008. Али се има обиди нешто, некоја ќора компанија, например, да се протне, да се игра? Не. Доста има научено луѓе според мене, може да се случи, не викам дека не, али мислам дека не е толку изразито како во 2008. А дали ајде сега играат оние што имаат пари на пазарот, не може некој без пари да игра. Се поставува прашањето дали сепак само ние со многу пари играат на берзата или има играчи кои што например знаеме дека во Америка играат и пензиски фондови, но играат и поединци луѓе кои што даваат во фондови пари, па после фондовите играат со нивните пари, но има индивидуални, ајде да кажеме средна класа која игра на берзата, си тргува преку брокери и сето тоа. Дали кај нас се уште е тоа затворен круг за некои што имаат пари, што имаат инсайдерски информации, што имаат информации што се блиски со компаниите, или има сериозно после 2008 сепак остана некоја јадро од граѓани кои што си играат на берзата? Има дефинитивно значи широко портфолио на, да речеме, клиенти, значи не се само оние богати клиенти, има и некои нормални, да ги речеме средна класа, и целта е онаа финансиска писменост, култура да сите луѓе вложуваат, дали преку фондови, дали директно сами, бидејќи утре за 10-15 години тие пари ќе им, да речеме, донесат раст. Значи целата поента е да не се свати берзата како некоја табу тема, како некоја коцка, него да биде начин за да ви се оплодат вашите средства. Значи, кај нас финансиска
да речеме писменост тек допрва доаѓа. Луѓето пред 20 години не знаеа берза што е. Сега наеднаш да речеме знаат и многу е добро да при самото вработување вие дел од парите полека тргат. Дали преку фондови, дали дали е тоа 500 денари месечно или 1000 денари. Битно е да се направи култура финансиска. Да речеме луѓето штедат и Да, за така фондови вложуваат. ќе зборуваме малце Да. подоцна. Вие сте експерт за фондови, значи да речеме за играње на берза Заедно сме, така, Стефанос, но некако сте ми поделени. Да, поделени сме. Поделени, рековме нема, вие смеете да ми давате совети Да, каде јас што. смеам. Он не смее да ми дава, бидејќи добро тоа да го рачистиме, значи бидејќи ќе сакам да ве потпрашам понатаму малце и за совети, но сакам нешто околу берзата да зборуваме, односно компаниите како да не препозна дека берзата може да биде извор на финансирање. Да. Претежно одат компаниите преку банкарски кредити се финансираат. Имаше обиди преку закон да се натераат да емитираат фирмите акции. А што значи тоа? Значи да пуштат акции, да приберат пари и да станат во собственост и на акционери, не само на направи одредени. IPO. Така, но тоа не заживеа. Зошто не заживеа тоа? Видете, ја мислам дека тоа треба да се направи. Имаме доста добри здрави компании во Македонија што треба да излезат на берза. Треба повеќе да се поработи на едукација. Имавме еден неуспешен обид со Попова кула, веќе познато за IPO, првото IPO во Македонија, каде што имаше доста добра организација, каде што и брокерите поддржаа, значи све за да биде успешно и да почнеме по тој пат веќе да го чекориме, бидејќи знаеме во другите земји тоа е основно прибирање на средства, што како што кажавте, така да тука е малце ја гледам ситуацијата. Имаше едно лошо искуство кој не би го понатака би требало да се надмине тоа и треба повеќе да се работи на едукација повторно на компаниите и да се осмелат. Би кажал да излезат на берзата каде што би можеле луѓето да вложат во добри компании. Треба законски тоа да се поттикнат или сепак останува на Може- компаниите да се реши? Може и законски, ама најголемиот дел ја би преку компаниите. Нивното размислување, едукација, повторно ќе кажем, и да видат придобивките пред се. Што значи тоа, како би добиле. Да не зависат од банките, него да се соберат средства, каде што мислам дека би било одлично. Да, тоа во суштина компаниите ја делат собственоста со акционерите. Да. Но тоа не значи дека 100% ја делат, туку да даваат дел од своите акции, они доминантниот дел или 57-70% не е важно, Да. си може да задржат старите акции. Без разлика може да се, значи да ги отворат компаниите за инвеститорите, каде што би имале еден успешен проект сите заедно. Така. Тоа не го нема кај нас, но не е само во моментов актуелно акциите, има и конкуренција акциите кај граѓаните, а тоа имаме веќе и народна обврзница една. Да. Како гледате вие како некој што исто така на берзата се тргува со обврзници, имаме Да. и од старо девизно штедење, имаме државни обврзници, имаме од денационализација, имаме од задолжување на владата што се задолжува, значи имаме генерално повеќе типови на обврзници. Дали граѓаните сакаат да играат со обврзници? Сакаат да играат доста и све сметам дека треба да се движи преку македонската берза. Значи во првично овие обврзниците постарите што се тие движат од самиот почеток преку берзата, сега овие што се граѓанските обврзници, прво има впишување во самите банки, па потоа можат да движат на берзата да се продаваат, нели? Но во принцип поголемиот дел од луѓето одлучуваат и да ги задржат до доспевање. До доспевање. Таква е моменталната ситуација. Ајде да објасниме малце тргување со обврзници кај нас тоа како да не е голем пазар, како да е некако на страна. Што значи со обврзници? Која е добивката да се тргува? Која е логиката во тргување? Зошто да не ги чекам доспевањето кога ќе ги вратам вложените пари, а имам годишни одредени приноси кои што ќе си ги земам како камата. Тие се со помали добивки, на 10 годишни беа претходните обврзници, некаде годишно имаат околу 2% камата, значи 10% ви се враќа главнината плюс 2% каматата. И затоа не се толку атрактивни, кој што кажа Сашо претходно, акциите се доста поатрактивни, кај што имате поголеми дивиденди, може да направите поголема заработка. И луѓето се одлучуваат према тие, овие ги сметаат обврзниците како посигурен
механизам за чување пари. А зашто не се игра на пазар? Зашто не се купува некој да ги продава, некој да ги купува? Например, на другите берзи во странство, поразвиените берзи, многу е често со обврзници да се тргува. Да. Кај нас некако како да не е Треба да ги направат малци државата поатрактивни, да даваат подобар принос и мислам дека секој човек, нели, кај што има подобар принос, ќе вложи средства. И сега немаме на страна на понуда има проблем, не ги нудат граѓаните, или има проблем на страна на побарувачка за обврзниците, бидејќи тоа е у суштина берзата, понуда и побарувачка на нешто, на акции и на обврзници. Различни се претходните со понови обврзници, претходните беа денационализација за земјишта што се за луѓето вратени и така да таму беше и помал бројот и се соочувавме со ситуации каде што луѓето со години чекале да им бидат вратени, пола од нив се веќе и починати, па тоа се наследни решенија и знаете како иде тој круг и малце посложено во тој дел. Во новиот дел, што поатрактивна камата да е државата, повеќе имате, дури сега како што разбрав, има и доста повеќе волумен на пари од што се издава обврзница. А стално ќе им треба, интерес има има интерес, така да Интерес, значи може да се заживее и тој пазар, не е само во акциите, може и во со обврзниците пазарот да заживее. може да. Ај реално да зборуваме со колку акции на македонска берза со акции на компании се тргува? Имаме 10 на 20, 30 добри акции, 40, 50 или сепак бројката е малце поограничена? Понекаде околу 15 според мене се реални вака, што мислам се тргуваат поголем број. Но овие вака од поликвидните мислам дека се некаде околу 15 до 20 компании. Добро. Кога се подготвувавме за разговоров, укажавте дека ќе се смени оденочувањето. Го спомнавме околу тие 2 години ако ги чуваме. Сметате ли дека законската регулатива не е наклонета кон поттикнување на игра на берза, малце ги ограничуваш? Сметате дека или не? Сметам дека треба да се олесни оденочувањето, бидејќи луѓето доста претходно беа научени, мислам, сакаат да има олеснување околу тоа и поголем дел од средствата мислам дека според мене ќе ги донесат на самата берза. Малце од една страна луѓето се скептични кога има даноци, како ќе се плаќа, што ќе се прави, на што ќе му оденочуваат и све тоа, така да мислам дека треба да има уште некоја година ослободување на пазарот за да може баш да се подигне пазарот, па понатака да се види. Што точно треба да остане, што да сакаат да воведат, што треба да остане за да се подигне пазарот, да им објасниме на оние што не следат, не се сите. Значи истото претходно што беше да постои тој данок, но да има даночно олеснување, да не се плаќа данокот од 10%, бидејќи според луѓето ќе имаат повеќе, вака ќе можеме да го спориме пазарот, што значи дека дел од луѓето, ако им кажеме дека 2 години, не треба да гледаат само на данокот, него треба да гледаат што почесто да тргуваат и да заработат средства, нели? Така. Сега треба да се тргува, да се игра со цена, со игра на цена, па после да се нервираш ги продадов ефтино, па не можам да ги купам повторно ефтино, па да чекам па дали ќе расте или тоа, или да се чуваат да се игра на дивиденда, односно на принос. Што мислите, што е подобре за сите што не следат, што ќе им препорачате? И едното и другото нема да биде грешка, така да имаме луѓе што сакаат да им останат средствата, да земат дивиденди, другите па сакаат на разлика на цена, така да кај нас има различни, мислам, секој клиент е различно размислува. Сега, јас ако сакам да играм на цена, секој ден треба да ви дојдам да ви седнам во канцеларија, купи продај ова па. Не, имаме во последно време, последните 3-4 години имаме електронско тргување каде што може да ви дадеме да си направите акаунт каде што ќе можете сами да си давате налози и да бидете собствен брокер, каде што ние после тоа само ги одобруваме параметрите. Параметрите. Да. Дали е тоа во ред, мислам, и иначе вие сами си ги ставате куповен продажен налог преку самиот телефон и доста е развиена таа платформа и супер е, според мене. Ова не сум го знаел. Да. Одиме напред. Да, Добро, одиме добро, напред, добро. така да Добро. Цените ли дека иначе многу ќе изгубиме време со самите клиенти, јавување, нели, и све останато. 150 милиона, околу 150 милиона, 160 лани тргувано најголемите брокерски куќи толку свртеле пари. Сметате ли дека тоа е добра сума за Македонија или постои можност да расте? Мислам дека може, претходните години имаше дури до 60 и до повеќе милиони евра, не се сеќам николку сега овакво, така да. Мислам дека има простор за работа на македонската берза, каде што, пак ќе повторам, и преку IPO би можеле да развиеме уште повеќе. Значи,
Тоа би било начинот, значи со емисија на акции. Да. Сега овде ќе го заокружиме делот со македонската берза, сега овде има малце кон странство, но и кон фондовите. Малце се разликува едно со друго. Акција која ќе купам, јас станувам во суштина во однос на колку акции имам, толку поседувам и одсто од одредена компанија. Јас сум собственик, тоа е факт. И тука нема, ако купам 51% од акциите што се емитувани, јас сум во суштина газда кој што може да мнозински собственик кој што може управни одбори и да Така. правам. Или ако се соберат 51 акционери, дури ако се 20% акционери, има закони за заштита на малцински акционери кои што можат да влијаат на политиките на компаниите и сето тоа, значи стануваме газди, но со фондовите не е така. Со фондовите јас ако дадам пара не сум газда на ништо освен на удел. што значи сега тоа? Удел во фонд. Добро. Значи што значи фондовите собираат маса на пари, средства и ги вложуваат во одредени акции или согласно стратегијата која што има фондот. Така да секој фонд си има своја различна стратегија. Ние пример имаме 3 фонда акциски кои што имаат различна стратегија. Едниот фонд вложува во најдобри светски банки, осигурителни компании, значи финансиски институции. Едниот фонд е технолошки, каде што во тој сегмент технолошки одвложуваме и едниот е од да речеме блу чипови светски од сите можни сектори, да ги речеме. И сега целта е да тука клиентот одбере согласно неговиот ризик апетит, значи секој од нас имаме различен, како да кажам, ризик кој што би можел да го поднесе. Така да во суштина самите клиенти према неговиот риск апетит, што би се рекло тоа, значи правиме стратегија во кој фонд ќе вложи. И нормално согласно неговото убедување. И тоа може да биде и на помали месечни износи, пример 1000 денари месечно, без никаков проблем. И тука нема, значи, да речеме дополнителни трошоци. Што би значило дека и за тие малцински играчи или помали, да речеме, играчи, фондовите се право место. Вистинско место. Сега како бидејќи кај акциите е чисто, јас сум собственик, еднаш годишно, на пример, во март ќе донесат одлука управниот одбор дека до мај тргувањето важи, после одреден датум во мај тргувањето не важи, немам право на дивиденда и јас знам дека носат одлука колку ќе биде од дивидендата и јас знам колку ќе заработам. Како јас овде знам колку да заработам во фондот? Ја давам пари, на пример, 10.000 денари, како што е со акцијата, станувам собственик една акција и со една акција, на пример, сум 1% собственик на компанијата. Овде што добивам? Од кај да знам колку ми е приносот? Што добивам? Не сум собственик никаде, не одлучувам никаде. Што добивам у суштина со фондот? Значи самите фондови се вреднуваат секој ден. Значи колку вреди уделот на пример еден фонд. Ако вие сте купиле за да речеме 10.000 денари, одреден број на удели по цена од тој ден кога што сте ги уплатиле парите, значи после 15 дена доколку фондот пораснал и вашиот удел пораснал. Тоест пораснал може 4%, 2%, можеби паднал. Сакате да кажем. Да, значи вие имате процент од целиот фонд. Имате. Еве, 10.000 е 1% од вредноста на фондот. Фондот, ако е 100, сега треба да додадам уште на 10.000 100.000 милиона денари ќе кошта фондот. 10.000 и 1%, така некако би било. Сега може да сгрешаме со нуливе малце да се изискам, но генерално 1%, 10.000 вредам и сето тоа. Ако фондот е 1 милион, утре ако вреди 1,5 милион, значи моите 10.000 е 15.000 вредат. Значи, не е баш така, заради тоа што може да има самиот фонд уплати нови. Добро. Што би значило и од некои нови клиенти во тој период. Добро, идеално е, значи идеално доколку нема, доколку сега е затворен. Ова е поедноставено, значи поедноставувано. Имате 50% принос. Доколку фондот од 1 милион стане 1,5 милион, имате 50% принос. Што би значило тоа дека акциите кои што се дел од фондот пораснале. Така. Значи и вие сте инвестирале паметно, односно се ми донеле. Се инвестирали и сте ми донеле мене 50% самата повеќе. дивиденда
уместо да ја пример земете вие ако купите директно акции, влегува на имотот на фондот. И фактички таа се реинвестира цело време. Значи и вас ви расте портфолиото. Така, и јас со 1% сум инвестирал 10.000, сега ми вреди 15.000 и јас во секој време можам удело да го Во секој време во рок од неколку дена вие ги имате парите на значи сметка. Значи, но ако падне од милионче на 900.000, тогаш имате 900, тогаш имате 9.000 денари. Значи сум изгубил. Да. Тоа е ризикот. Ќарот изјавноце, нели брат и сестра, така вика. Така. Секој што очекува дека ќе има само во добивка, од старт не треба да вложи. Сите што не следат да знаат дека на берза и во фондови не се игра со пари што ни се потребни за живот, за да прехраниме семејство, да отидеме на одмор или да купиме некоја основна потребштина, туку се игра со пари кои што можеме да ги трнеме на страна и што е уште многу поважно, што не ни требаат веднаш ако сакаме да ги повратиме, бидејќи може берзата да падне и треба одреден временски период да се чека да се опорави за да се врати вложеното. Значи се игра со пари кои што не ни требаат во моментот. Вложувањето во значи акции и фондови не е да кажеме на пример спринт. Тоа е фактички маратон. Значи треба да се чека 5-10 години за да имаме реална слика. Иначе за 2-3 месеци тоа е среќа. Ако некој, например, каже дека јас, не знам, заработив 20-30% за месец-два, тоа е среќа. Или спекулација. Или шпекулација, да речеме. Така да јас секогаш кажувам дека тоа маратон. Значи, или инсайдерски информации, не ги чепнавме. Знам дека не сакате да го чепнеме оваа прашање, сега ќе го чепнеме, ќе се вратиме на фондовите. Интересно е, бидејќи мислам дека не ни го разбираме се уште концептот, пошироката јавност не го разбираме, и тука сум и јас, значи концептот на фондови, но што е со инсайдерски податоци, има ли нешто да ви шепнат, па вие да шепнете, па не смеете да шепкате вие, но можете за себе да тргувате, па можете да седнете на ракивчина на салата со некого, па да речете, бе, слушнав дека ќе расте, можеш да си купиш онака. Има ли такви работи? Има, се случуваат, ама во последно време не се ни пратат, бидејќи има доста шпекулации, така да секоја шпекулација носи заработка, ама носи загуба, така да дека има да. Се уште ги има. Па се, да. И кој најчесто се залетува со шпекулациите? Оние што се економски неписмени или тие што сакаат брза заработка? Брза заработка. Тие што имаат најмалце пари, нешто сакаат со помалце пари да станат милионери и тие се летаат по некои шпекулации. Така да јас би рекол дека нема баш инсайдерски информации, бидејќи тоа е една тешка дефиниција што е инсайдерска информација. Значи тоа се луѓе кои што имаат навистина или се дел од самите компании, па купуваат пред време и слично. Кај нас кога пример доаѓаат клиенти, доаѓаат со нешто чуле, па не дочуле, па си прават некои своји филмови, визии и сакаат да баш многу сакаат да шпекулираат луѓето. Многу да шпекулираат. Дали оваа шпекулација или на пример има ли конфликт на интереси, го зборувавме овој случај, сакам и јавноста да го слушне. Знаеме дека во Македонија требаше да се отвори еден рудник за злато, тоа е Иловица. Да. Тоа треба да го отвори светска компанија која што котира на берзата во Торонто. И сега некаде страшно смешна сума е нивната акција. 0,02, така нешто. Добро. Сега јас како новинар, вие како луѓе што имате контакти со бизнисмени, со политичари, начуеме дека сепак ќе се даде дозвола за отварање на тој рудник и сега од 0,02 веројатно ќе кошта $1 една акција. Ако слушнем... Тоа е раст од 100% или од 200%. Многу посто раст. И одеднаш јас да ви дадам налог на вас, сум слушнал во влада, сум бил на прес, па уз кафенце ово, сум правил муавет, рече, го отварам и да ви се јавам купувајте. Дали е тоа инсайдерски информација? Смеам ли тоа да го направиме? Како новинар или вие како брокер да знаете, или како фонд да го слушнете и да им препорачате на сите купувајте акции од Евромакс во Торонто? Предпоставувам дека вие нема да ни кажете дека некој ви кажал, значи само кога дадете налог купи акции таму и таму. Так. Сега, по мене инсайдерска, па тоа е доколку купи некој што е дел од одлуката која што ја донел, значи тоа е да речеме инсайдер. Вие сте чуле нешто. Така. Иако јас таму лично не би вложил акции заради тоа што таму е политичка одлука.
Да. Значи ние пред се сакаме да вложиме во некои компании кај што имаме бизнис. Значи кај што гледаме бизнис, самиот бизнес кај што расте, бидејќи ова е 0 или пример 100. Значи врз база на една политичка одлука дали ќе нели заработиме. И тука е малце неблагодарно да се нели вложуваат пари, а посебно пари на да кажеме наши клиенти. Бидејќи бизнисот, јас таму лично не гледам бизнис моментално, а што ако немаме политичка одлука за 5 години, за 3, за 10. Значи нема логика бизнис, логика за да се купат акции таму. Добро, али еве јас сум за берза неук, но викам па да 0,02 ќе дадам $100 ќе ги соберам, па донеле одлука ќе ги прежалам тие $100, али ако донесат $100 10.000 ќе ги направам можеби. Може, Да. така е. Ова е спекулација, ова е спекулативно случај да се надеваш. Ова нема логика, ова што го зборам, економска логика. На пример светските берзи има многу голем број на компании, секојдневно излегуваат кои што имаат разни шпекулативни активности, некои нови стартапи, и ако вие пример читате такви Нови компании, чипови, значи Да. потпишат договори. нон-стоп има такво нешто. Но секојдневно имате информација. Така да, во суштина, во цел свет имаме многу такви компании. Сега некоја од нив пак ќе се погоди. Ако сме, пример, погодиле Тесла пред 5 години, ќе сте имале 10.000% раст. Пример. Значи, али кој верувал тоаш во некоја визија на некој така. човек? Што спомнавме, вие смеете да ми давате совети како фонд, кај да инвестирам, во кој фонд да ми давате ризици, можам да дојдам и да ми кажете и тие акции се добри, можеш да играш на берза, да дојдам, не морам во фондот, но можам да ви платам услуга да ме советувате. Вие како брокер не смеете, но што смеете? Еве да сакам да играм на акции, не сакам да отидам на пример во фондот, таму сакам кај вас, мислам исто е тоа, но сакам да си играм на берза. Што можете вие да ме советувате мене? Ние До во каде принцип смеете не да одите? смееме да советуваме, тоа е посебно советување. Така? Се лиценцирани советници, каде што се потпишуваат дополнителни договори, иначе ние можеме само разговор околу секојдневните случувања на компаниите, официјални податоци што се значи да се помогне во тој дел, како би се едуцирале самите клиенти, така да сепак одлуката е на самиот клиент за купување. Добро, Што викаме ние брокерите, добивката и зијанот се негови. да, Така да. тоа е Се на тоа. клиентот. На клиентот. Сега доаѓаме до на прашање, преку фондот не можам да станам собственик на ништо, не можам, туку на удел само во фондот, Да. но дали можам да станам, нема да го прескокнеме фондовите, имаме уште муабет околу тоа, но сега дали можам да купам акција еве на Microsoft? Сега мислам дека е највредната компанија на свет, Apple и Microsoft. мислам дека е втора се Apple, може сега се менува тоа, во трилиони долари е нивната вредност изразена. Можам ли од Македонија, јас како физичко лице, Горан Теменугов, да станам собственик на акции во Microsoft или Apple или во Tesla или во било која голема светска банка и било која голема светска компанија? Можете, дефинитивно, бидејќи со самите измени на законот 2019, чинам дека беше, значи им беше дозволено на нашите граѓани да купуваат директно акции во странство. Тоа може и преку домашни брокерски куќи кои што имаат лиценца за тргување во странство и преку банките. А додека преку друштвата кои што фактички управуваат фондови може да се направи custom made портфолио. Ние имаме и таква услуга за, да речеме, за поголем износ на средства, каде што према самиот профил на да речеме клиентот правиме за него специализирано портфолио. Согласно неговите карактеристики и тоа е најчесто за некој поголем износ на вако пример средство. Колку е тој износ, на пример, поголем? Да речеме 50.000 евра. Значи тоа е за ако сакам да бидам некој играч на светско ниво, што? Па нема да бидеме ние тука, никој не сме играчи, пример на не знам, не да можам да се палам побаво, знаете, играм, имам акции во Тесла, да. Пример на Тесла дневно се тргува 30 милиарди долари. Дневен промет има. И сега ние тука разговараме кај пример нашава берза дека имало 6 милиона годишно. Тоа не го спомнавме, Пример само кај Тесла има 30 милиарди. Не го спомнавме за сумите на берзите во странство. Колку се тие суми големи, колку пара е на дневна основа, на годишна основа и можеме ли да Не можеме да ги напишеме тие. Мислам да бидеме реални, самите компании, пример поединечно имаат по
неколку милиарди долари тргување. И сега што се нашите, не знам, 2, 3, 5 милиона. Значи тоа нема никаква логика, не сме баш играчи некои. Сега доаѓаме до оној момент за фондовите, повторно ќе ве вратам. Што можеме да очекуваме со фондовите, бидејќи тоа е на дневно или на долгорочно суштина играње со фондот? Уделите, еве акциите можеме да ги играме и дневно, неделно, месечно со тргување или да ги чуваме за дивиденда? Дали имаме исто така однос со уделите или уделите у суштина се постатични? Постатични, долгорочни, значи дефинитивно долгорочни вложувања и се постатични. Така да со нив нема потреба нити има некаков да речеме ефект да се тргува дневно, бидејќи нивната намена е да бидат долгорочен фактички инструмент за вложување. Што значи, што добивам јас, зошто да не играм со акции, а зошто да играм со фондови? И јас би направил да имате и тоа и тоа. Значи заради дисперзија, диверсификација, добро е да имате еден дел што ќе вложувате сами во акции, добро е еден дел да го пример дадете на нели професионалци. Така да во суштина тоа е дел од дисперзијата. Колку богат треба да си за да се игра на берза? Не мора да си богат, само да си спремен психички, малце финансиски, дека тие средства со кои што ќе пример играте, дека може во еден момент да ви бидат паднати. Значи да бидат испод тоа што сте го вложиле. Но затоа треба, како што кажав, ова да биде маратон. Значи не да биде спринт. Да, се сеќавам кога падна 2008 Dow Jones, беше тоа хаос, изгубија вредност, по 10% дневно се губеше Така. од акциите и тоа е максимумот што може да се губи на... Дека бикот се качува по скали, мечката излага од прозор. Така. Дефиницијата како беше. И сега доаѓаме до тоа дека паѓа со денови, па си имаше и некои брзи се стопираат тргувања, едноставно да нема поголеми падови, но после тоа не требаше по неколку години, не требаше многу години, не сега, туку Dow Jones стигна рекордни бројки ги стигна. У суштина се што изгубиле акциите вредноста, тоа е вратено за 4-5 години, 6, така нешто, веќе новиот рекорд го проби, што не верува дека ќе се пробие, не знам, долго време. Значи, тоа е у суштина играта, треба да се стрплив. Долгорочно и само треба трпение. Али Трпение дали можеме викам. таква игра да правиме и во Македонија? Може, дефинитивно. Долгорочно, пример македонската берза се покажа дека е добро вложување. Доколку вложил некој, значи во македонските топ 5-6 компании во последниве 10 години, сигурно има некој принос од 300-400% во тој период. Како се смени играта? Македонската берза едно време, сега ќе употребам еден прејак збор, важеше за тиња берза, беше малецка, мораше се размислуваше за здружување со словенечката, па не знам со кои други берзи, беше малецка, на границите на рентабилност, едноставно имаше проблеми во своето работење, значи не можеше да исполни својата улога. Како се смени одеднаш да биде со добри резултати? Едноставно, кој е тој момент што кликна и моментот е на луѓето најголемиот дел што повеќе се едуцира и повторно ќе повторам ги извадија луѓето парите од банки. Значи имаше големо штедење во Македонија, кај што не бе едуцирани дека можат и други работи да купат како акции, обврдници и се останато, така да и поголема едукација и подобро, по-транспарентни компании, според мене. Да, но гледаме дека штедењето уште е многу големо, значи Да, големи милиарди евра се граѓаните штедат сериозни компаниите, но граѓаните сериозни пари штедат, имаат штедни влогови, а берзата игра со 150, 160, 170 милиона евра годишно, а овде имаме во прашање се заштеди од милиарди. Да. Би препорачале ли да ги малце послободно да одат на берза да играат? Има ли капацитет македонските компании да абсорбираат и македонската берза толку квалитетни акции, број на акции за да може луѓето да играат со поголеми суми, односно поголем број на луѓе да учествуваат на берзата? Може, да, ќе треба да се ослободат луѓето и да почнат да видат што значи тоа. Као што кажа Сашо, не се потребни некои преголеми средства за да се стартува. Поентата е да се види целата ситуација, да се ослободат луѓето и да видат дека вложуваат во сериозни компании кои се развиваат сериозно. Така да мислам дека е добро да луѓето вложуваат на берза. Бидејќи еден период нели имаше само во ѕидови што викаме, ставаат луѓето, па така да добро е да се дисперзираат. Така, според мене. Дефинитивно, значи нашата берза 2008 го доживеа тој пат и тие, како да ги кажеме, детски болести.
Значи Неискуство. секоја берза кога е нова во, да речеме, одреден период има некои детски болести, паѓа и што е сега разликата од ова време до во тоа. Тоа се пример тргуваш во 100 пример акции, сега се во 10 акции. Така да во тие што се само квалитетни. А во оној период од изминатите 15 на години, кога имаше ефтини пари, што би сакал тоа да кажам, бидејќи каде се парите, нели? Банките има ниски камати, многу ниски на, да речеме, самите депозити, и тоа е секогаш тригер за самите вложувачи да бараат алтернатива. И кога се ниски каматите стапки, тоа самите инвеститори бараат каде ги ставам парите, каде ги вложам сега. Да, но тоа не беше случај во Македонија. Од 2010-11 каматните стапки беа испод 1% на депозит орочен една година Пред 3 прамо години беа под 1%, значи да, ама од... во последните 2-3 години Добро, инфлацијата, добро. инфлацијата ги да. фати доста Зборевме со паника гувернерката на луѓето, тука за стегнатата монетарна политика и дека тоа е нормално, но тоа ќе се смени не толку брзо, но повторно. Но имавме ние 10 години од 2009-2010 огромна ликвидност и многу ниски каматни Така е. стапки. Имавме дури и негативни каматни стапки Така е. во дел од западните земји кај што ги излекува парите, не знаеш што да им прават, и каматите беа страшно ниски, со 0%, со 0,1%, у суштина им даваше граѓаните дава пари да им ги чуваат парите за да не ги чуваат дома. Но еве во Македонија исто беа многу ниски. Еве јас за децата нели правиме да штедиме и Да. сето тоа. Одиме да тоа под 1% е годишна камата за беше, не е сега, беше под 1%. Но како да не се охрабривме да играме на берза. Имаше раст на самите вложувања во последниве, значи од 2010-11 почна по големи вложувања, и ако се види македонската берза од тој период до денеска е цело време во, да речеме, пораст. И Така тоа да- треба да напоменеме, во тие години беа доста активни тука странските фондови и странците во Македонија, пошто беше доста интересен пазар. Од 2010-та, Сашо, како што каже, 11-та, веќе се променија работиве, доста македонски компании, наши компании вложија во други компании, кај што купија акции. Така да моменталната ситуација е најголемиот дел се вложувачи од Македонија на самата берза. Веќе немаме странски играчи. Многу малце. Најголемата, да речеме, конкуренција на фактички нашата берза се високи каматни стапки. Значи, доколку банките се дигнат со 5-6% камати, зашто некој би купил акции со 5% дивиденда. Така да, во суштина, најголемата конкуренција на самите берзи се, нели, банките. Банките. Да. Значи, ако сакаме да играме на берза, треба да следиме што препорачува Народната банка, како ја движи монетарната политика. Дефинитивно. И да правиме разлика помеѓу очекуваните камати на депозитите и на приносите на Да. дивидендата, односно на акциите, што ги. Да, дефинитивно, бидејќи ако имате принос дивиденден од 5%, ја имате камата во, нели, банка 4%, тоаш најверојатно подобре самата камата. Камата Тоа што е посигурна е посигурна. усвоена, така. Да. Така да, од тој аспект. Сега, сакам да зборувам и за во странство, што да се тргува, малце да ни дадете совета, малце памет да ни дадете, но пред тоа, порано брокер беше сериозна работа, сериозна во поглед на тоа дека кај се брокерите беа таму парите. Имаме дузина филмови, странски филмови, изгледано каде што брокерите се манги, прават пари, па некои завршува и по затвори, зависи како работат. Значи, меѓу кои поновиве како беше волкот од Wall Street последен, кај што е баш спекулативно. Но и во Македонија имаше наплив на брокери, сака луѓето да бидат брокери, се познава кој е брокер, сако марамче, бела кошула, значи бела јака, тоа беше основата, има сини јаки, тоа се работниците во фабрики, бели јаки се усуштина оние што работат на берзите, односно во финансискиот дел. Но доаѓаме до тоа, дали се уште се сака да се биде брокер во Македонија? За жал, нема голем интерес сега. Ние стално, да речеме, кажуваме дека и пред 15 години бевме најмлади брокери, уште сме најмлади брокери, така да тоа е една, за жал, иако сакам да кажам дека во пример светски рамки тоа е исклучително интересна професија. И динамична исто така. да сме динамична и дава широка слика, широки познавања.
ако се види некој светски CV на некои големи банкари светски, сите во првиот дел од, мислам, сите, голем дел од нив во првиот дел од својата кариера биле, да речеме, брокери, фонд менаџери и слично. Така Флавио Бриаторе бил брокер исто. Брокери, да. Добро, имаме ние еден пример, баш нема сакам сега да го спомнам, ама ќе го спомнам. Еден премиер ни беше брокер, па Да. сега не е баш тука, ама добро, тоа да немаше Тоа е на политика, ова не веќе е политика, ние не сме да, за ама, политика. почна брокери, зошто никој не сака да биде брокер? Што е, нема пари, нема заработувачка, што е проблемот? Па некако IT секторот направи, како да кажам, превласт на некако новите деца сакаат да бидат програмери и слично и некако најголеми пари, брзи пари. 27 брокерски куќи певме во 2007-2008 година до 9-та. Да. Моментално сме 11. 11. Има ли работа во брокерските? Имате ли потреба, има ли пазар едноставно? Има огромен потенцијал, има и огромен кај што може да се вработат луѓе, така да мислам дека има. Барате Има просто. работници, барате брокери? Бараме, да, но Не може да најдеме. А Не што може што да. треба да се за да се биде брокер? Па треба да има, значи, лиценца, регулаторот кај нас КХВ еднаш годишно имаат курсеви за фактички брокери, кои што јас кога се запишував 2003-та, мислам дека беше, фаќавме врски, па кој да запише, тоа беше страшен интерес, додека сега мислам дека интересот не е баш така голем. И со таква лиценца, значи, потоа може да биде брокер и најбитно е самата желба, да сака да, пример, учи, научи, бидејќи секој ден учите нешто ново. Сега рековте лиценца, што школа треба да се има за Економски факултет, мислам, правен економски, да, високо образование, така да мислам дека и од други факултети може. Но во суштина лиценца треба да се полага, но меѓутоа самото искуство е секогаш најбитно и да сака да учи, да гледа. Тоа е секојдневно читање. Бидејќи самиве берзи секојдневно и да речеме нешто ново излегува. Значи, така да нема спиење. Онака динамична цел живот професија. се учи нешто, така да и ние исто. цел живот? Па зошто тогаш што да го работам кога можам нешто друго да работам? Па се, тоа е и, например, да Колку е стресно. карактерно, па стресно, секоја професија е стресна. Но да бидеме важеше реални. брокери Да, во Запад важеше за едно од најстресните, дека на Wall Street имаше самоубиства, скока од Да. од прозор од 20 и 30 каде спрат, доле бидејќи не може да издржат притисокот. Или изгубиле акции или не можат едноставно Кај притисокот. самите акции проблемот е од очекувањата. Некогаш самите клиенти имаат преголеми очекувања. Тука лежи, како да кажам, зајакот, зашто некој се разочарува. Значи, многу е битно на секој клиент да му се објасни да нема големи Тоа е очекувања. како клиент, Да, зборам за ама и брокерите. кај брокерите, бидејќи доколку он кажал или не знам ветрил негдека дека може некаков раст, па не го исполнил, после клиентот ви се јавува вака така да у суштина притисокот и од самите клиенти или па верувал во некоја шпекулација, кој што кажувате вие претходно, дека сигурно ќе пример отиде Евромакс или во не знам и он вложил своји пари, што ги немал, земал кредит, поземил, во на крај не било како што очекувале. Така да во вако принцип, затоа пак се враќаме, треба да се игра со пари кои што без кои што можете да живеете, кои што не ви се терат. Така. Сега доаѓаме до финале на овој разговор. Зборевме на почетокот сребро-злато, вие сте за злато, но што значи кога среброто расте? Има неколку производи кои што знаат кога растат на берзите, знаеме што се случува. Знам дека фероникелот кога расте, тоа има војна некаде. Војна има, да. Тоа е војни. Тоа е показател кога ќе слушнеме дека некаде ќе се бомбардира пред се Америка кога бомбардира, секогаш фероникелот оди горе бидејќи е потребно за изработка на скоро сите гранати, бомби и сето тоа. Што значи кога среброто расте? Рековте исто е како и златото. Златото е за не дај Боже го чуваме, стандардно е, не губи од вредност, што и да се случи сето тоа. Но зошто среброто? Среброто флуктуира многу често. Среброто има како и фероникелот циклична, да речеме, побрувачка и сега тоа во пример овој случај расте бидејќи се очекува да ги намалат светските централни банки самите камати и со тоа да речеме економиите во цел свет да одат нагоре или па да трнат во некое нагорно движење, бидејќи моментално се или во некои благи рецесии или се на прак на, да речеме, рецесија. И сите тие типови на хард или да ги речеме метали
commodities, што се викаат, така да тие се во некој пад моментално и при заживување на самите светски економии, тие ќе, да речеме, трнат нагоре, а самото сребро е предвестник на такво нешто. И сега, доколку ние очекуваме дека федералните резерви би ги намалиле каматните стапки оваа година 2-3 пати, 2-3 пати по 0,25, такви се очекувањата, тогаш би дошло до раст на самите економии и би се потикнало по, да речеме, ефтини пари и раст на самите бизнеси. Значи сега во суштина ова се очекување, ова не значи дека Да. во моментов економиите добро стојат, бидејќи гледаме за рецесии, имаше, прочитав сега, британската економија има многу лоши резултати во однос од кога излезе од Брекзит, од кога излезе од Европската унија, гледаме на прашање кои се во рецесија, кои не се во рецесија, нашиот најголем трговски партнер има проблеми, тоа е Германија, но ова цената на среброто во овој момент не значи дека е здрава економијата, туку тоа се очекување дека ќе заздрави и сега инвеститорите купуваат сребро, односно акции од сребро, утре кога ќе порасте побарувачката на среброто, они ќе имаат у суштина поевтино купено акции и ќе ги продаваат поскапо. Тоа е у суштина. Дефинитивно, да. Дефинитивно пак е некоја шпекулативна, да речеме, активност. Со очекувања се работи. Али не е одрасна за јакоста на економијата. Тоа да го рачистиме, мислам дека во јавноста се добива друг впечаток, дека јака е економијата, реалниот сектор, затоа расте среброто. Не, напротив, бидејќи се очекува дека расте. Светските берзи функционираат врз база на идни очекувања, додека нашата берза функционира на моментална ситуација. Значи, светските берзи, да речеме среброто, изминативе 6 месеци растеше, но меѓутоа претходно паѓаше. Така да сега, ако се види тоа или во некоја историско движење врз, да речеме, версус златото, подобро е златото. Не, во секој случај златото е подобро, бидејќи тоа не зависи каква е економијата, туку тоа е Така е. Не е од очекувањето, дефанзивна така, но не е очекување утре, очекуваме дека ќе расте економијата, па да купиме ресурси што ќе бидат потребни за економијата, па да имаме ние ефтино купено. Како што имаше една приказна, како знаеле во Америка дека се случува нешто големо, односно очекувале војна интервенција на американците, во најблиската пицерија околу Пентагон имало многу нарачки, се зголемувало за 600-700 пати нарачките, бидејќи останувале вработените на работа и нарачувале од таа пицерија пици. У суштина ние ако наслушнеме дека ќе има нови бомбички лево десно фероникел да купуваме. Ако очекуваме економиите да растат, на пример развиените, да очекуваме сребро да купуваме. Тоа се очекување. Тоа се, дефинитивно очекување. Тоа е многу битен елемент за да го расчистиме. За среброто, бидејќи мислам дека некако ни бегаше во јавноста таа информација за што е. Нас сите сакаат злато. Среброто е, да кажеме, второстепен. Мислам и јас лично повеќе го следам златото. Значи ние злато се што сија, значи не сме сијали не. Океј, доаѓаме самиот финиш на овој разговор. Интересен ми е, јас одамна спомнав, не сум работел берзи 15 на година од 2009-2010, но повторно морам да се навратам малце на фондовите. Може и да се има акции во странска компанија. Што би советувале вие како да се инвестира? Значи, рековте имате неколку типови на ризик, но што би советувале и колку е сигурно? Сепак граѓаните се уплашени, малце не ја заборавија 2008-2009. Зошто би дошле во фонд да инвестира, да дадат дел од своите пари? Да им објасниме што се добива и секој што може да се најде во фондовите. Ова е сега, како да кажам, прашање од 15 прашања и од 15 годишно искуство. Добро, затоа сте и викнати меѓу другото, а не зборам јас туку вие зборите за тоа. Така да првенствено треба да се седне со клиентот, да се види какви му се неговите очекувања, на колкав временски хоризонт му се потребни парите или не му се потребни, што би значило временска рамка, значи дали тоа 5-10 години и према неговиот ризик фактор, значи колку е спремен да ризикува, има луѓе што сакаат да речеме случајно акции. Значи немаат проблем со, на пример, ризикот, свесни се, сакаат и случајно акции. Така да тоа се првите некои фактори кои што се битни за да направиме генерална слика за каков профил на клиент значи станува збор и после тоа
значи предлогот е да се да речеме купат обврзници, доколку е некој поголем износ, а сака фиксен инкам или фиксен доход, кој што е горе-доле гарантиран, бидејќи ке нас самата држава гарантира за тие обврзници и тоа се да речеме смета дека е најсигурен инструмент. Значи тоа е еден дел, друг дел акции, трет дел фондови. Значи се прави дисперзирано портфолио за да се добие некој годишен принос од 7-8% во зависност, значи без да има големи очекувања. Така да акциите нормално секогаш треба да бидат и од различни сектори, значи дефинитивно да се види кои сектори се сега моментално вештачка интелигенција го води IT секторот, имаат огромни растови, така да во секоја портфолио ја би предложил да има и некоја IT компанија од овие големи гиганти, да има дел средства што ќе му бидат слободни парични средства, значи кои што ќе бидат за некоја моментално што би да речеме излегла шанса, прилика за да се вложи. За такво нешто има да речеме парични фондови во кои што самите инвеститори ги чуваат средствата како повидување. И во еден момент кога ќе му затреба за да се вложи во нешто, може да се во тие средства да се нели купи. Пример, кај нас македонските државни обврзници лани беа со 7% принос, сега се со 4,5. Значи тоа се да речеме евро фактички обврзници кои што се тргуваат на пример германска берза, македонските обврзници и кои што важеа за најсигурен државен инструмент и бидејќи ланската година тоаш беше со ова дигање каматни стапки едно друго, самите обврзници се качија горе и беше одлична прилика за нели државно вложување. Дали вие работите со секој клиент поединечно? Да. Значи секој клиент треба да значи, направи. Петко Станко да дојде од било каде, без разлика кој што, вие се должи да седне и да му објасни, онака како на мало дете да му се објасни придобивки, ризици, што добива, што губи и со колку пари на пример треба да дојде човек кај вас за да инвестира. Па секој различно. Имаме клиенти од неколку стотина евра до нели неколку милиони. Така да во суштина нема и не е коректно према малите да бидеме некоректни. Значи кај нас сите имаат отворени врати. Значи поентата е клиентите кроз средствата, така да. Да нема дискриминација. Мислам не е коректно. Сега се зависи пошто самото друштво има повеќе вработени. Човечкиот дел го гледаме така. Добро, сега ако некој е сигурен стар клиент, голем играч и сега доаѓам јас вака мал нов и сакам да вложам да играм со преку берза, преку фондови, ќе ме третирате на ист начин или сепак стариот големиот играч, стар голем играч? Секојаш треба да има и нели новите играчи, бидејќи не се знае новиот играч каков потенцијал има. Многу е битно. Доаѓаат луѓе со малце пари, па после тоа кога ќе го видат самиот процес каков е, наеднаш вложуваат повеќе пари. Значи како да кажем имотни луѓе кои што првенствено за да го доживеат целиот процес како функционира, почнуваат со нешто поситно. После со покрупно. Што ние не знаеме стално кој ќе дојде клиент колку средства. Так, сега вие сте рековте најмлади брокери се уште. Да и мене ми викаат дека уште сум млад новинар иако 29 години го работам ова, но ве препознават ли во градот онака шема и брокере прави пари на берзи, прави ово она или спласно оно ако беше пред 15-16 години да си брокер нешто, знам. Сепак имаше некое значење. Се уште има, дефинитивно се уште има некој што да речеме препознае и што ги асоцираат самите брокери на пари. Мислам не на пари наши, него на генерално на акции на пари. Па ќе ви видат, ми мислате ли на пари да живеат така? Мислам да. Да, се уште? Добро, окей. Многу мило ми беше што бевте дел од овој подкаст. Направивме муабет, се надевам дека ќе им биде интересен и на гледачите. Имаше и едукативни елементи, имаше и тоа што се случува моментално на берзите, домашни и светски. Ви благодарам многу што бевте дел од овој подкаст. Благодариме и ние. Фала ви многу. Се гледаме. Се гледаме. Тоа беше се гледаме.